Здраво, здраво. Овде сум сега, треба да се сретнам со мајката на Даниел Јованов. Значи, некако се чувствувам дека подолго време помина од како ние објавивме за сите нив, но некако работите стагнираа. Еве, можам да кажем дека најмногу имаме проблем во пронаоѓање на мајстори. Но сега јас ќе се видам со Цеца, ќе го снимаме извештајот на Даниел, за да можам да се обратам на една специјалистичка болница каде што мислам дека ќе може да се лекува тој со помош на нас. Исто така носам пакети, целата пуна кола ми пакети, имаме порција од рибов, имаме од две тетки кои дојдоа денеска ни донираа храна. Значи јас веднаш направив, ги поделив на десетина семејства и планирам сега да се упатам и да одам кај сите. Значи сите 3 семејства кои ги снимавме, денеска кај сите ќе отидам и во градец, а исто така на враќање ќе тркнам и до Јакимово, но за таму имаме една мала промена или радосна вест. Односно, за таму ќе одведам и мајстор за плочките, а за покривот чекаме на Иле, братучетот, кој што знам дека договори мајстори за да ги кога ти ни кажат тоа да бидеме спремни. Меѓувреме планирам да идам и до Сашопром, но за тоа Еве сега се сретнав со Цеца за да видиме што точно е диагнозата на Дани, за да можеме да испратиме, бидејќи малку го долговековме и овој случај, но знам дека ќе постигнеме се. Значи ќе го сликаме за да може да го испратиме за натамошно разгледување од некои болници што јас мислам дека ќе бидат од корис. Сега одам кај Дитко и Дијанка да видиме и таму дека сме. Еве, тетка Ленка, значи 10 пати доваѓавме за овој покрив тука и никако да средиме работа. Ама сега, еве, еден апел, уште еднашка, апелираме до секој што сака да помогне за тука. На нас ни треба сила, работна сила, машка сила. Машка сила, да. Значи ова на нас ни треба да ни се тргне, бидејќи е скапано не е добро и пирамидите и да се стави лим или заштитно нешто, за да може нели си личи естетски, а и да не е толку терет, бидејќи има голем терет. Абе ово е се испокршено, Рената. Да. Се е испокршено. Значи на нас сега овој апел нека биде за тоа, но онај момент кога ќе се стави лимот, истиот ден и да се тргне, значи за тоа си имаме кој да ни тргне, имаме екипа. Дали ќе па за тргање има и Дарко и Адем Лигорчо, но за да се стави еве апел уште еднашка, за да може тоа, може да биде и после празниците, но да биде пак да биде скоро. Откако разнесов пакетите од подготвените пакети со донација од Ирибов, откако нели бе кај семејството на Даниел, потоа кај семејството во градец, еве сега тркнув до Златна рака Кики, нашата секојдневна подршка, зедов нешто за семејството на Ангела во Јакимово и сега токму се упатувам таму. Еве сега изненадување за вас и за Ангела. Значи, донесовме мајстор за купатилото, оката, орце. Значи, тој е наша голема подршка. Не сакаше никако да го снимиме, ниту да го спомнеме, но јас скришно го споменав, бидејќи неговото семејство се наша верна подршка и ни помагаат цело време. Значи, како со донации, така и логистичка подршка. Сега ова е купатилото кое што нели направивме застој, но веднаш после празниците тој ќе го направи. На крај кај тебе. Добро дојде. Добро ве најдов. Значи надвор е орце, мајсторот што ќе ви го направи купатилото, но ќе оставиме само за после Великден. Значи ќе го направи тоа без пари за вас. За останатото, значи за тоа и дојдовме за покривот, да видиме што да апелираме за мајстори за покривот. Па да, за тоа и дојдовме да апелираме уште еднаш за мајстори за покривот, бидејќи Иле кажа за некои мајстори, но доколку не се нели слободни, да најдеме некои други. Или да ги чекаме, да. Имаше едни во Зрновци. Горе. Значи еве апелираме до сите мајстори кои што не слушаат, нели дали од Црновци, дали од каде што кажа Ангела, дали од тука, ќе биде платено тоа. Значи имаме ние некои средства. Јас бев сега и во
овде во Саша Пром да договориме повторно за материјалот, сите пари што се соберени за вас, па и дополнително да апелираме и други доколку сакаат нели да помогнат, бидејќи ќе има работа. Да. А исто така пред да почнеме да сега да се снимаме, ни објасни за твојата ситуација со здравето, бидејќи тоа е нешто можеби поважно од се. Поважно ми е здравето за некои работи стварно, затоа што не можам да одам. Беше во приватна клиника и дадоа некои инструкции, а не може сега да најде термин, затоа сакаме нели да закачаме кај Сашко Николов или ќе видиме кај некој доктор, за да можеме нели ние да го покриеме барем преку струшението прегледот, а за понатаму ќе видиме. Значи апелираме до сите умани луѓе да продолжат да донираат за овие 3 семејства од денеска, исто така и за останатите и нели да можеме да им помогнеме да довршиме она што го започнавме. На крајот на денот успеавме да им ја вратиме барем надежта на овие 3 семејства, ако не друго, но јас се надевам дека наскоро ќе го исполниме се тоа што го ветивме. Затоа да очекуваме и понатаму да донирате за нив, да се прејавувате мајстори, секако ќе ве платиме, очекуваме попуст, бидејќи се работи за сиромашни семејства, но може нели за некоја ваша за реална цена. Друго, за утре би сакала да ве потсетам за утре, дечињата, особено дечињата, да дојдете сите во просториите на Комунитарното здружение Умиление. Направиме една поворка во чест на Свети Лазар, ќе објасниме зошто и што нели било се случувало на тој ден. Ќе го најавиме и цветници наредниот ден, свеченото влегување во Ерусалим на Исус Христос, а исто така нели ќе објасниме и дел од случувањата што следат понатаму во страстната седмица. Да очекуваме утре во поголем број.